Почитувани гледачи, ви посакувам добар ден и добре дојдовте во првото издание на Очи во очи за оваа работна недела. Денеска со мене Сања Савеска. Верувам дека веќе очекувате темата, очекувате зашто денеска ќе разговараме и зашто всушност ќе го побараме вашето мислење. Именно пред 19 години на денешен ден, 5 септември 1997 година, почина мајка Тереза во Калкута, Индија. Родена е во Скопје на 26 август 1910 година како Агнес Гонџа Бојаджију. Во 1979 година ја добива Нобеловата награда за мир за извонредно широката дејност во помагањето на бедните, изнемоштените, унесреќените и болните ширум светот. Вчера на плоштадот Свети Петар во Рим пред повеќе од 100.000 верници, римокатоличкиот поглаварот на Римокатоличката црква ја прогласи за светица. Да го погледнеме прилогот кој што го подготвија вчера колегите за Дневникот на телевизија 24 вести, поврзан секако со овој настан и прогласувањето на мајка Тереза за светица, а потоа се враќаме и отвараме темата на која што денеска ќе разговараме. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциско, на церемонија која се одржа на плоштадот Свети Петар, ја прогласи мајка Тереза за светица. Десетици илјади се собрани на церемонијата да ја проследат мисата и канонизацијата. Кардиналот Ангело Амато прочита кратка биографија за делото на мајка Тереза, а потоа побара од папата да ја канонизира во името на црквата. По честите молитви за божествена помош и по долго советување со многу од нашите браќа епископи, ја прогласуваме и дефинираме блажената Тереза од Калкута да биде светец и ја запишуваме меѓу светите, барајќи таа да биде почитувана од страна на целата црква. На настанот присуствуваа многубројни верници и високи гости од целиот свет. Повеќе од 1000 лица бездомници ширум Италија се донесени во Рим во чест на прославата. Во градот има засилени безбедносни мерки, а небото над Ватикан денеска е зона забранета за летање. Посебно место на свеченоста имаат Република Македонија, заедно со Република Албанија и Република Индија. Како земји на нејзиното раѓање потекло и мисија. На канонизацијата на блажена мајка Тереза присуствува македонската државна и црковна делегација, предводена од председателот Ѓорѓе Иванов, кој изјави дека Македонија треба да е горда што има сограѓанка светица. Треба да сме горди за нејзиното дело, на сето тоа што го направила. Веројатно мајка Тереза би била среќна да го славиме нејзиното дело, милосрдието и помошта, затоа што секој што сака да ја одаде почит треба да дава на тие што имаат потреба, да им понуди надеж и милосрдие на безнадежните. Во составот на македонската делегација, покрај председателот Иванов, е и премиерот Емил Димитриев, кој по прогласувањето на мајка Тереза за светица изјави: Канонизацијата на мајка Тереза е голем настан за Република Македонија и македонскиот народ. Денеска добивме уште еден светец по потекло од Македонија, што само по себе ја покажува големината на настанот. Дел од церемонијата беа и министрите за надворешни работи и култура Никола Поповски и Елизабета Канчевска-Милевска, представници на Католичката црква во Република Македонија и на Македонската православна црква Охридска архиепископија, представник на фамилијата на мајка Тереза, како и лидерот на СДСМ Зоран Заев и лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој на својот Facebook профил напиша: Мајка Тереза е родена и порасната во Скопје и убедливо и неспоредливо најпознатата личност од Скопје и од Република Македонија во целиот свет. Денес кога Ватикан ја прогласува за светица е посебен ден, историски ден и неповторлив, кој се очекуваше барем меѓу оние кои се запознале со нејзиниот живот, активности и дела. Со прогласувањето на мајка Тереза за светица, испратена е порака до сите луѓе на светот, без разлика на нивната национална, етничка и верска припадност, дека сите ние со своите дела треба да оставиме белег на нашиот животен век, истакна министерката за труд и социјална политика Ременски во обраќање по повод прогласувањето на мајка Тереза за светица. Денеска е денот кога сите ние заедно треба да се обврземе дека споменот и делата на светата мајка Тереза ќе бидат наша водилка во грижа за најблиските, за децата, за оние кои што бегаат од злото на војната, за телесно посебните, за болните и напуштените, за гладните, за сите кои што ја љубат, слават и живеат милоста кон човекот, добрината и праведноста.
Утре на плоштадот Свети Петар ќе биде одржана утринска миса во чест на мајка Тереза, што ќе ја води државниот секретар на Светата столица, кардиналот Пиетро Паролин. Инаку мајка Тереза е добитник на Нобелова награда за мир, а нејзиниот чудотворен карактер беше признаен од Римокатоличката црква. По прогласувањето на мајка Тереза за светица во Ватикан, во текот на оваа седмица во Македонија ќе се одржат низ настани и манифестации во рамки на татковинската прослава Денови на Света мајка Тереза. Во спомен куќата на мајка Тереза во центарот на Скопје денес ќе бидат врачени статуетки со ликот на Света мајка Тереза и благодарници на хумани личности и организации кои во изминатиот период се докажале во областа на хуманизмот, помагањето и намалувањето на страдањата на човекот. Манифестацијата ја организира граѓанската асоциација Скопјанката мајка Тереза. Католичката црква во Скопје организира целодневно обожување, а вчера по повод канонизацијата на мајка Тереза за светица се одржа миса во капелата на мајка Тереза. Во рамки на прославата утре во Македонската академија на науките и уметноците ќе се одржи свечена академија за ликот и делото на светицата мајка Тереза. Во сабота на 10 септември ќе се одржи света литургија предводена од белградскиот надбискуп Станислав Хочевар, а веднаш потоа и бдење. Централната прослава е планирана во недела, кога на плоштадот Македонија во Скопје ќе се одржи понтификална света миса, предводена од специјалниот папски кардинал, сараевскиот надбискуп кардинал Винко Пулик. Ние денеска за тема на очи во очи ја имаме мајка Тереза прогласена за светица. Дали е таа најпознатата личност во светот со потекло од Македонија? Дали веќе некој имаме на телефонските линии? Добар ден. Да, добар ден. Повелете, се слушаме. Имате. Значи, неколку аспекти ќе опатам. Кого го чинило, кого не. Значи, збориме вака слободно, како ги демократски. Најпрво, ако збориме од теолошки аспект, значи, во Библијата пишува дека да немаш идол, не прави идол од ништо на земјата, на небото, во водата. Значи, Господ еден. Значи, да не се слави човек, да не се свртува вниманието од Бога на човек, тоа што сите тие живееле и умреле, служеле за славата на Бога, нели? За да си ја спашат душата своја, а и ако се молеле за другите, тоа е добро. Но не треба да се претвара во нешто што ќе забега на некоја страна, што ќе не оддели од Бога. Значи Бог е еден, не може ние Бог да ставаме нови богови, многу бошто да правиме. Значи тоа е една. Од друга страна, ако е она албанка, ние знаеме дека албанците претежно, да речеме, муслимани. Не знам како јас имам податоци дека она е по потекло влаинка. Значи, а за да стане најголема личност, најпозната од Македонија, пред се треба да биде македонка, да се разбереме. Значи, тоа е моје мислење, зборувам како македонец. Али, крај крајава, поарно е она да биде попозната отколку што се тепаме со Грција за Александар Македонски и со други, кој сечел глави, кој убивал за да шири исто така туѓа култура. Значи, значи тоа е моје мислење. Не барам сите да се сложат, па е подобро. Значи, на крај крајшта тој бил убиец, убивал, освојувал територии и додека христијанската љубов е голема, таа помага, таа спасува и таа е правиот пат, вистинскиот пат. Значи, тоа е добро што она го освоила светот со добрина, со хуманост, не правела лошо, помагала. Но од една страна е добро тоа што на некој начин таа ги обединува, да речеме обединува тука во случај обединува овие простори. Живееме тука на овие балкански простори, на крај крајeva ако почнеме и за неа да се караме, тоа ќе биде грешка. Значи која е, чија е, што е, како е. Пред се е христијанка, значи тука живеела и во насока на обединување. Повторно Македонија е обединител на светот. Меѓу христијаните, меѓу да речем, пошто вамо се предржува муслимани, меѓу муслиманите, меѓу македонците, меѓу албанците, да речеме, обединител. Повторно Македонија е таа земја која е благословена, која е света, која е вечна и македонскиот народ. Поздрав. Така, ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. За мајка Тереза или светицата Тереза сега, како е прогласи католичката црква од вчера наваму. Гонча Бојаджу е помајка
Албанка со католичка вера, а по татко е Влаинка. Татко е бил аптекар кој живеел во Призрен, се влюбил во мајка Идрона и во тоа време немало граѓански бракови и едниот од партнерите морал да си ја промени верата за да може да стапи во брак. Во тоа време немало македонска црква во Србија или Косово, како сакате, и затоа татко ја променил својата вера за да стапи во брак. А потоа дојден и се во Скопје, овдека татко бил многу богат и хуман човек, исто и мајка и била хумана жена, меѓутоа она била уште многу мала кога татко и починал. Мајка ја носела во католичката црква, бидејќи католичка вера. Она од братот и од сестрата, она имала највеќе склоност кон верата. И се ветила дека ќе помага на народот. Така. Потоа оди во Ирска. Добро, да не ја раскажуваме цела историја, ќе ве замолам за мајка Тереза. Дали е таа најпознатата? Знам, сега ќе кажам. Оди во Ирска, таму го учи англискиот јазик и оди во Индија да им помага на сиромашните и на лепрозните. Една од ретките луѓе која имала имунитет против заразните болести, така да можела лепрозните да ги фаќа и сите тие работи. Мајка Тереза е најхуманата жена овдека од Македонија. Има и други, не да немаме и други. Има и други за кои помалку и повеќе се знае. И за мајка Тереза не било парата, не значела ништо. Хуманоста била многу битна. Сега да е жива мајка Тереза и да ги види овие споменици што и се прават, она би била многу не лута, многу нервозна би била. Зашто се даваат пари по камења, а не се даваат кај што треба на луѓе да се даваат? Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму. Дали мајка Тереза е најпознатата личност во светот со потекло од Македонија? Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Во програма сте, повелете. Да го чуеме вашето мислење на денешната тема. Добар ден. Мислам дека стварно од најпознатите личности, а и непризнаени личности во светот е мајка Тереза. Таа е хуманитарка. Нема да навлегувам дали била ова, дали била она. Тоа апсолутно не е важно. Важно е дека таа е од Скопје. Оние кои прават такви сега некои работи за кои не би требало да се зборува, тие не мислат добро, тие сакаат пак да го скарат народот, а мислам дека луѓе кои отидоа таму од Македонија се најмалку остилни биле таму, но сепак имале посебно место од папата да седат, да го гледат силата прогласување на светта и со тоа е одадено признание дека таа е од Македонија. Сега, не би требало да должиме многу. Таа е од Македонија, една од најпознатите личности, таква тешко да ќе се роди пак. А пак ќе повторам, овие кои беа таму, тоа се најмалку компетентни за да бидат кај таква на прогласување на таква личност. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Мајка Тереза прогласена за светица. Дали е таа најпознатата личност во светот со потекло од Македонија? Имаме ли гледач на линија? Добар ден, Сања. Добар ден, повелете, во програма сте. Вака, јас мислам дека мајка Тереза е број еден како хуманист и за мене таа е, значи, навистина го заслужува местото што ја е дадено.
поголема е и од Александар Македонски и од сите, затоа што таа жена неписмена. Албанка, по потекло е албанка, но живееше во Скопје. Значи нема тука да правиме сега, сепак е од Македонија. И да ви кажам право, мене ми е многу драго, бев бакала среќна вчера што начинот на прогласувањето на мајка Тереза за светица. Има многу што да се каже за нејзе, но најпозната е меѓу помагањето на болните. И од лепра, и од други болести, само да ги допре и оздравувале. Значи, сепак имало нешто во нејзе што не прави да бидеме горди со неа. И на крајот, нека почива во мир, а како сестрица нека биде вечна. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме ние понатаму. Имаме гледач на другата линија. Добар ден. Добар ден. Повелете да слушам. Видете вака лекторката, претходната, многу добро ја каже нејзината биографија. Тоа е вистина, промаши само, го промаши Загреб, кај што исто така со мајка му бе. Таја како католикиња, кога остана без татко, мисле, че ни сестра имаше, брат, не знам како беа, веќе стигнаа до Загреб и таму продолжи. Таму веќе дефинитивно се, на некој начин се замонаши, стана сестра и едноставно влезе во тој свет на хуманитарци. Навистина беше хуманитарна личност. Незиното тело беше претежно во Индија, кај што владеа големи епидемии, лепра, што ти ја знам, разноразни маларии. Маларијата веќе не е нешто нарочито, меѓутоа такви некои работи, такви некои тешки болести, таму таа се докаже како голем хуманист. Направи сестрински род, го направи сестрински род, кој што заедно со неја, таа беше начело на тој род, работеа заедно. Овде во Македонија популаризира најмногу Тренчевски и нормално Томе Серафимовски и изработи споменик. Тие се двајцата кои што ја популаризира во Македонија. Јас не знам сега дали да речем дека таа била најпозната личност во светот од Македонија. Светот многу малце знае дека таа од Македонија, бидејќи постои една борба помеѓу Албанија и Македонија, чија била таа. Таа била од татко Влав Никола, кој што е погребан на скопските гробишта, и мајка Албанка. Татко и Влав нормално дошол од Албанија, од Москополе, сите власти оттаму дојде во Македонија и се разидоа низ Македонија. Ги има и на источна, во источна ги има, во западна ги има секаде, во централна. Така да е дете од мешан брак, не може да се речи конкретно што е по националност, меѓутоа е родена Скопјанка. Македонски не владееше воопшто. Ги имам слушано неколку интервјуа незини, го зборуваше хрватскиот јазик, некој искворен хрватски јазик, кој што исто така по се изгледа не го имаше научено добро. Сега со англиски како стоеше не можам да кажем, не слушнав такви интервјуа незини, меѓутоа не знам што да кажем за неа. Свето не јазви како македонка во секој случај, бидејќи постои борба меѓу Македонија и Албанија, чија е и како е. Во секој случај е Скопјанка. Добро, јас ви благодарам за јавувањето. Ке го вклучиме и следниот гледач кој што не чека на линија, да имаме простор што повеќе од вас да ги чуеме за денешната тема и секако поврзани со светицата Тереза, која што вчера пред повеќе од 100.000 верници на плоштадот Свети Петар во Рим беше прогласена за светица од поглаварот на Римокатоличката црква. Секако дека и македонската делегација беше присутна на овој настан. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Мене ме восхитува тоа што
пред мајка Тереза се поклонува како милионери, така и благородници. На интернет е позната таа фотографијата каде принцезата Диана се поклонува пред мајка Тереза. И фактички незиниот светоглед на мајка Тереза е нешто слично со и мојот, а тоа е дека кај нас се поголема духовната криза отколку материјалната. Позната е незината изрека дека во светот има повеќе глад за љубов отколку за лек. Така, тоа беше накратко. Ви благодарам за јавувањето. Мајка Тереза беше добитник на Нобелова награда за мир, а кога ја прими наградата рекла: "Не сум достојна." Прита одбила да се одржи банкет во нејзина чест кој чинел околу $7,000, а со тие пари платила божиќен оброк за 2,000 луѓе. Финансискиот дел од Нобеловата награда во износ од $192,000 го насочила кон своите добротворни здруженија. Дали е Света Тереза најпознатата личност со потекло од Македонија? Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав од Битола. Ве слушаме, поздрав и до Битола, да го чуеме вашето мислење. Секако да мајка Тереза е позната во светов како скопјанка од Македонија, католик по вера, а јас ќе ви кажам дека има и друга светица, православна вера, а тоа е македонка Злата Мегленска, не знам сте чуле. Таа потекнува од Меглен областа во Воденско, значи таа е чисто православна христијанка и таа е прогласена светица негде во 17 век, значи ќе да е прогласена. Ако би имало Нобелова награда, тогаш сигурно таа ќе добила Нобелова награда. Така да не е само мајка Тереза светица, него имаме и Злата Мегленска македонка светица. Фала многу и пријатно. Ви благодарам за јавувањето, продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Сега овој последниот ме насмеа многу и стварно воопшто не знаеме како е поставена темата и зошто е поставена и така натаму. Се дали е католичка, дали е влахинка, дали е албанка, дали е скопјанка, не се збори. Тамо се собрани во Италија да ја дадат Нобелова награда светица на мајка Тереза. Да прогласа за светица. Дали била македонка, албанка, хрватинка, индијанка, едно друго, се родила во Скопје. Каква таква, значи ја добила таа Нобелова награда или тој сведен збор речено како светица на над 100,000 и кусур гласови. Дали 17 век или 18 век, ја мислам дека сварно вие македонците во еден збор многу ми сте чудни, да ви кажам нешто. Ама апсолутно многу ми сте чудни. Само мора да биде македонец или македонка и готово светица да биде. Важното е светица, не тука не се збори за албанка и за македонка. Да, ние рековме најпозната личност во светот со потекло од Македонија. Значи не слушнав Сем Кумановката, не слушнав други да кажуваат вака онака. Што кажа и таа од центар женава, добро кажа историјата незина, али долго беше. Сега е битно дали нашата скопјанка е заслужено со Нобеловата награда или тоест како светица прогласена. По мене да, и према тоа дајте више македонка, албанка, ова она. Благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму со следниот гледач. Дали се слушаме? Ало. Повелете, во програма сте. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизора за да можеме подобро да се чуеме. Се извинувам, момент само. Ало. Повелете, ве слушаме. Ало. Во програма сте. Мајка Тереза прогласена за светица. Дали е таа најпознатата личност во светот со потекло од Македонија? Ало. Да, во програма сте. Јас сакам само едно да потенцирам. Дали мајка Тереза, ако беше православна, ќе беше промовирана во светица? Затоа што католичката црква ги претенжира сите католици. А пак ќе повторам, ако беше православна, дали ќе беше промовирана во светица? Дали ме разбирате што сакам да кажам? Секоја чест, она е родена во Македонија, она е, и признавам, сето тоа што го работела како за народот, за сето друго. Меѓутоа, ако беше православна,
дали ќе беше промовирана во Светица. Тука имам едно мала забелешка, дали мала или голема, тоа не ми е јасно. Меѓутоа, сепак сакам да кажам, претежно Ватикан промовира католици и да не кажам други. Тоа ми беше само забелешката. Ако беше православна, дали ќе беше промовирана? Добро, ви благодарам за јавувањето. Ние ќе продолжиме понатаму со секако следните гледачи кои што сакаат да дадат одговор на нашето денешно прашање. Тоа е дали мајка Тереза, која што вчера беше прогласена за светица пред 100.000 верници на плоштадот во Рим, е најпознатата личност во светот која што има потекло од Македонија. Добар ден. Дали имаме гледач на линија? 026091924, 026091925 се телефонските линии кои што секако се отворени. Се слушаме ли со гледачот? Повелете, во програма сте. Да, се слушаме. Абе, прашањето ви е убаво, само грешка ве имат разбрано. Нека пуштат на хрватска телевизија еден да видите каков филм и какви пофални зборови се дават за таа мајка Тереза. А не тука да бидете судии, да судите дали е ваква или е таква жената. Цел свет и даде признание, сега ви че судите тука кој како и шо било. Срамота. Пуштите хрватска телевизија еден да видите какви пофални зборови има, какви програми дават за неа. Ви благодарам за јавувањето, ние продолжуваме понатаму. Секако сакаме да го чуеме одговорот од вас дали мајка Тереза е најпознатата личност во светот со потекло од Македонија, а не станува збор за тоа дали заслужено или незаслужено ја добила титулата светица. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав од Прилеп. Дали е битно кај е родена, шо е родена, којте по таа основа? Овде се родиле и од мигрантиви деца. Не е битно. Битно е оти жената е светица, оти е заслужена, оти е да биде вечна. Само едно друго мене многу ме нерви. Ако разбери жената, оти ќе и правиме споменик од 6 милиони да му се евра, да му се зема на овај народ гладен, да се направи споменик при спомен кујча, при одличен споменик незе. Ќе се врти во гробо жената. Све стете се шо правите. Арно луѓе го рекол. Таа е најхуманиот човек, таа е душата. И Че Гевара нема. Сите такви добри луѓе јас ги сакам и ги ценам. И не ми е битно кај се роде. Шо ако беше родена на граница во Србија, Бугарија, Грција. Не е битно, важно е шо е кипол, шо е вредно суштество. Се на љубов, пријатно. Ви благодарам за јавувањето, продолжуваме понатаму. Имаме ли време за уште некој гледач? Повелете, во програма сте. Во програма сум? Да, ве слушаме. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, ве слушаме. Повелете со вашето мислење. Благодарам. Благодарам, некој друг се гледа во програма. Вие сте може само да го намалите тонот на телевизор за да не ви се слуша. Тонот е намален, скрос е намален тонот на. Ве слушаме, слободно кажете го вашето мислење. Добар ден. Моето мислење во врска со мајка Тереза, прво не треба да се коментира апсолутно, бидејќи е таа веќе прогласена за светица и е светица. Тоа е едното, а второ, и во католичкиот свет и во православниот свет има исти светци, према тоа секој коментар во однос на светците е излишен. И луѓето нека не, мислам, коментираат околу такви, тоа е најголема, мислам, глупост во однос на религијата. Затоа што ако на некој не му е јасно кога се поделило источното православие со западното католичко, тоа е друга работа. Малце нека прочитаат историја и ќе им биде јасно. Бидејќи и Свети Никола има и во католиците, и во православните. И Свети Крстител има тамо и тамо. Исус Христос има тамо и тамо. Така да апсолутно нема коментар околу тоа. Мислам, глупости се околу тоа, дали ќе била православна, католичка, нема. Жената е заслужена и е прогласена за светица за својот страшен труд кој што го дала, а при тоа лекувала лепрозни, болни, едно до не се плашала. Апсолутно. За разлика од денешно време, која докторот кој ќе ве види дека имате бобулица на лицето и ќе избега. Тоа е цела работа. Пријатно. И благодарам за јавувањето, продолжуваме понатаму. Се слушаме ли со следниот гледач?
Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав од Тетовско. Вака сега ја следам емисијава и гледам дека некако сите гледачи што се јавија бегаат од формулацијава на прашање во со нивните одговори. Прашањето е нели дали мајка Тереза е светица, како светица е една од најпознатите личности. Јас вака сега целосен респект кон мајка Тереза, кон светицата мајка Тереза, не се задржувам на нејзината личност и дело, ги почитувам секако. Меѓутоа, јас не би рекла дека е најпозната личност. Ако зборуваме во позитивен контекст, може би да, може би е најпозната личност во светот од Македонија, но за жал во Македонија мора најпознати личности во светот да се оние кои произлегуваат од негативна конотација. Имаме ние тука една гарнитура, политичка гарнитура која е многу далеку, актуелната политичка гарнитура за која зборувам, која до пред некој ден беше актуелна, таа е далеку попозната во светот од мајка Тереза, затоа мислам дека ниту мајка Тереза, ниту било кој друг може да го заземе тоа место. Сите ја познаваат Македонија во светот во негативна конотација, за жал. Ви благодарам многу, убав ден. Може би некој ќе го свати како комплимент да биде попознат од мајка Тереза, но повеќето од гледачите кои што секако се јавија не го оспорија значењето и тоа што мајка Тереза е позната низ целиот свет, но ете се задржуваме на мајка Тереза, уште еден гледач доколку имаме време да вклучиме во програма, повелете. Дали вие се согласувате со тоа дека мајка Тереза е најпознатата личност во светот, која што е со потекло од Македонија, или пак можеби се ја поддржувате гледачката која што претходно се јави? Да, дали ме слушате? Да, ве слушаме. Добро. Видите вака, значи за ненаучниот свет, мислам за обичниот народ, е најпозната. Таа секако да е голема хуманистка. И таа за научниот свет, веројатно е најголем светец од Македонија Јован Кукузел. Тој е од крај на 13 век, е и композитор од духовна црковна музика и пејач. И е, не знам точно, мислам дека е во април неговиот ден, светец е тој, значи и е познат како македонскиот Бах. Ево, широката јавност веројатно многу малку го знае, али има стручни лица кои што завршиле академии и така натаму, го знаат тоа. Значи, тоа е една работа дека Јован Кукузел е веројатно за научниот свет во светот најпознат светец од Македонија. Или вториот Бах е наречен. А второто, значи не е ништо спорно дека е многу заслужна мајка Тереза, хуманистка, број 1, меѓутоа треба да знае народот и обичниот народ посебно, дека светците не ги прогласуваат, да речеме, Господ или Исус или некои други, него ги прогласуваат луѓе. Значи, луѓето прогласуваат луѓе за светци. И тоа е добро да се знае. Да не мислиме дека тоа е некоја, не знам каква друга работа, али вака гледано, реално, објективно, стварно, луѓето прогласуваат светци, за светци. Тоа е тоа. Благодарам многу. Ви благодарам за јавувањето. Продолжуваме понатаму, имаме се уште време. Добар ден. Дали ќе слушнеме уште еден гледач на денешната тема? Мајка Тереза прогласена за светица, дали е таа најпозната личност во светот со потекло од Македонија, секако дека беше тема на денешната очи во очи, доколку имаме уште време да чуеме гледач, ќе го вклучиме, доколку не, јас тука ќе се одјавам. Дали имаме гледач? Не, очигледно е време да се одјавиме, секако време е за централниот дневник во 17 часот. Ви благодарам на сите кои што денеска земавте учество во денешната контактна емисија Очи во очи и дадовте ваше размислување на денешното прашање кое што го поставивме за вас. Ви посакувам пријатен ден и секако се гледаме утре во редовниот термин за Очи во очи. Од мене пријатно.